На Беласица растат најздравите и најдобрите билки и треви, велат тамошните жители. Чистата и незагадена средина, богатството на води и чистиот воздух се мешавината од услови кои овозможуваат чаевите да бидат најздравите во Македонија. Беласица е една од најбогатите планини со треви, со чаеви, па и за јадење. Има малини, има боровинки, има капини, има диви јагоди. Кога се зборува за чаевите, имаше едни студенти од фармација, од Македонија и од Русија, и тие ги шетаа сите планини во Македонија. И од нив имам чуено, од испија тука во Шумската куќа, дека сите чаеви во Беласица се најлековити за разлика од чаевите, да кажеме, во Огражден, на Плячковица и така натаму. Собираат боровинките најмногу се собираат моментално. Нешто и од малини има исто, капини исто така доста има, се собират. И чаеви, што е најбитното, најважен чај е мајчината душичка. Бидејќи таа на врвот на Беласица, на висина од 1700-800 метра, е црвена боја и таа е правата мајчина душичка. И таа е многу ликовита и има многу добар мирис, а да не зборуваме дека почиста не може и да биде, неле. Тинктури и масти. Жителите на Подгорието знаат како да го искористат природното богатство на Беласица. Низ годините рецептите се пренесувале од колено на колено, а се дел од секојдневната традиционална медицина. Па јас чаевете ги користам прво за нас и за туристите, нели. Имам чаев од кантарион, од риган, од мајчина душичка, собираме и правиме некои лековити смеси од, да кажем, од невен, од кантарион правиме, нешто со маслинов зејтин, така да имам и за нас, имам и за продаване. Искористувањето на овие природни потенцијали отвара можност за заработка, но и за локален економски развој. Има, кај туристи има. Јас покрај сите тие работи, неле, правам и јаболков цвет од природни јаболка, наша блага јаболка, и него го исто така продавам, користам. А и продаваме и од локалните производи. Правиме, неле, сладко од зрели смокви, од сладко од киви, сладко од зелени смокви правиме, сладко правиме од јагоди, капини, рибизла, аронија, се тие наши тука производи. А од Беласица ги користиме и костените, не само за печење и за варење, но од нив правиме сладко и мармолад. Беласица е место богато со водопади, а тука се наоѓа и најтоплиот извор на топла вода Банско, кој достигнува и до 70 степени.